Добре дојдовте на редовната пресконференција на Стопанската комора на Македонија. Денешната пресконференција е на тема движењата во осигурителната индустрија и перспективите за поголем раст во 2019 година. За таа цел на пресконференцијата ќе се обратат прво господинот Климе Поповски, председател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, и господинот Ѓорѓе Војновиќ, председател на Сдруженијето на осигурувањето при Стопанската комора на Македонија. Господине Поповски, повелете. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, добар ден. Задоволство ми е да се обратам на ова редовно годишно обраќање во Стопанска комора во однос на резултатите за осигурителниот сектор за 2018 година. Минатата 2018 година представуваше најуспешна година за осигурителната индустрија во нашата земја во последната декада. Осигурителниот сектор забележа раст во однос на сите сегменти на неговото функционирање. Бруто полисирана премија, број на продадени договори за осигурување, поголема исплата на штети, пораст на капиталот, пораст на активата и на финансиските вложувања како дел од активата, како и поголема профитабилност на друштвата за осигурување. Во 2018 година остварена е бруто полисирана премија во вкупен износ од 9,93 милиарди денари, што представува пораст на приходите од 10,40% во однос на остварените од 2017 година. Ова укажува дека зголемената понуда на осигурителни продукти, како и се поизразеното препознавање на предностите кои што ги нуди осигурувањето, како механизам за компензирање на финансиските загуби од потенцијалните ризични настани, влијае врз пораст на бруто полисираната премија. Во текот на 2018 година, друштвата за осигурување склучиле 1.476.374 договори, при што се забележува пораст од 6,55% во однос на 2017 година. Од вкупниот број на склучени договори, 1.454.110 полиси се во рамките на неживотно осигурување, што представува пораст од 6,26% во однос на продадените договори во 2017 година, додека 22.264 се однесуваат на полиси за осигурување на живот, односно зголемување од скоро 30%. Во дело за неживотно осигурување остварена е бруто полисирана премија во износ од 8,55 милиарди денари, што представува пораст на приходите од 9,43% во споредбено со 2017 година. Во структурата на бруто полисираната премија, кај неживотното осигурување, најзначајна категорија представува задолжителното осигурување од автоодговорност, која учествува со 43,45%. При тоа остварена е приход од 4,31 милиарда денари или споредбено со 2017 година имаме пораст од 6,04%. Второ, поголемина најголемо учество како класа на осигурување има имотното осигурување и при тоа остварен е пораст на бруто полисираната премија од 17,31%. Значи втора поголемина линија или класа на осигурување представува имотното осигурување, која учествува во вкупната структура на индустријата со 17,31%. При тоа пораст кај имотното осигурување имаме од 19,68%, односно остварено 1,72 милиарди денари. При истовремен пораст и број на склучени договори од 14,19%. Кај земјоделското осигурување како посебен сегмент од класот на осигурување на имот се забележува пораст од 65,98% на остварената бруто полисирана премија, која изнесува 261 милион денари. При тоа, кај индивидуалните земјоделци, во сегментот на осигурување на посеви плодови има пораст на бруто полисираната премија од 59,05%, додека кај правните земјоделски стопанства, односно кај правните лица, се забележува раст на бруто полисирана премија од 46,30%. Вреди да се напомене дека минатите 2 години имавме негативни движења кај земјоделското осигурување, за повторно од 2018 година имаме позитивен пораст и тоа силен пораст. Истовремено пораст се забележува и
кај осигурувањето на добиток, и тоа кај индивидуалните земјоделци имаме пораст од 206% во однос на бруто полисираната премија, додека кај правните лица од 33%. Трето по големина неживотно осигурување представува доброволното осигурување на патнички возила или популарно наречено каско, кое учествува со 8,03% во вкупниот пазар, и во овај сегмент во 2018 година се забележува зголемување од 5,42%, односно бруто полисирана премија од 797 милиони денари. Истовремено имаме и пораст на број на склучени договори за осигурување од 6,72%. Исто така имаме пораст и кај незгодата, како четврта најважна класа на осигурување, но она што посебно сакаме да го акцентираме, дека имаме силен пораст и кај продажбата на здравственото осигурување. Во 2018 година е стварена бруто полисирана премија од 125,71 милиони денари, што представува скоро дупли пораст или пораст од 116,37% во однос на претходната година. Истовремено имаме пораст и на бројот на склучени договори за осигурување. Кај осигурувањето на живот се задржува континуираната двоцифрена стапка на пораст, при тоа во 2018 година вкупниот тој пораст изнесува 15,48%, односно генерирана е премија во износ од 1,67 милиарда денари. Најголемо учество во осигурувањето на живот зазема традиционалното осигурување на живот, познато како мешано осигурување на живот, со учество од 59,11% во сегментот на вкупното осигурување на живот, потоа следува ризик осигурување со 15,57%, осигурувањето на живот кога инвестицијскиот ризик е товар на осигуреникот, тоа е популарно наречено unit link осигурување со 9,98%, осигурување во случај на доживување од 8,52% и дополнително осигурување на живот со 6,60%. Од овие видови на осигурување на живот, најголем пораст имаме кај ризико осигурување, и тоа пораст од 86,77%, што се должи пред се на вклучување на банките во како застапнички канал во посредувањето на продажба на осигурување на живот и поврзување на производите на кредитирање со осигурување на живот, посебно во сегментот на стамбено кредитирање, потрошувачки кредити. Во дело на исплатата на штети во 2018 година исто така имаме силен пораст, или вкупно се беа исплатени 3,92 милиарди денари, односно за 9,51% е поголема исплатата на штети во 2018 во однос на 2017 година. Во структурата на каналите на продажба најголемо учество зазема директната продажба со 48,74%, потоа следи продажбата преку осигурителни брокерски друштва со 27,66%, продажба преку агенти или застапници со 10,61%, продажба преку друштва за застапување од 8,65% и банките посредуваат со 3,74%. Во однос на капиталот на друштвата за осигурување можеме да кажеме дека маргината на солвентност како главен индикатор за проценката на стабилноста на осигурителниот сектор изнесува 1,57 милиарди денари, со што капиталот на осигурителниот сектор е за 4,34 пати над потребното ниво на маргина на солвентност, а капиталот вкупен изнесува 6,84 милиарди денари. Тоа значи дека во просек осигурителната индустрија е добро капитализирана. Во однос на профитабилноста, осигурителниот сектор оствари добивка по одоначување во износ од 394,94 милиони денари и имаме пораст во однос на профитабилноста споредбено со 2018 година. Имајќи предвид дека друштвата за осигурување се едни од поголемите институционални инвеститори на домашниот финансиски пазар, вкупните вложувања на друштвото за осигурување, кои вложувања произлегуваат како вложување од техничките резерви и математичката резерва, така и во однос на капиталот,
изнесуваат во вкупен износ од 16,8 милиарди денари, односно бележат пораст од 9,12%. И ќе завршам со последната статистика. Во однос на дело на заштита на интересите на осигурениците, минатата година беа поднесени представки вкупно 104 од осигуреници, што представува пораст од 5,05% во споредба со минатата година. Најголем дел од овие представки се однесуваат во дело на решавање на штети за автоодговорност. Почитувани представници на медиумите, добар ден и од моја страна. После, да кажам, доста деталното излагање на председателот на Советот на експерти на Агенцијата на супервизија за осигурување, господинот Поповски, повеќе описно би прешол на, да кажеме, на работите. Бројките се факти и конкретни. Она што можеме да извлечеме како значаен податок е дека континуираниот раст на пазарот на осигурување во Македонија кај компаниите влева, да кажеме, надеж и дополнителна енергија за дополнителни инвестиции во делот на осигурувањето, креирање на нови производи, затоа што овој раст и покрај овој раст го гледаме големиот потенцијал на пазарот во Македонија. Она што го гледаме како простор за раст е пред се во незадолжителните класи на осигурување, значи осигурувањето на имот, осигурувањето од пожар, осигурувањето од одговорност и од дејност, некои класи кои што рапидно растат, како што кажа председателот, доброволното здравствено осигурување или популарно нареченото ДЗО, има енормни стапки на раст, пред се затоа што прво е нов производ, но и пред се затоа што полето за работа во оваа класа на осигурување е од огромен потенцијал. Следствено на тоа, Сдруженијето покрене иницијатива во делот на, да кажеме, во делот да имаме даночно олеснување во оваа класа на осигурување, затоа што покрај тоа што работодавците се повеќе го гледаат ова како алатка за награда на своите вработени, за социјална одговорност спрема нив. Од друга страна, ние како компании сме уверени дека во голема мера ќе можеме да го растовариме товарот кој што го имаат осигурениците кон Државниот фонд за здравствено осигурување, така да мислам дека тука може да создадеме една слика и една синергија каде што ќе имаме уште поголем потенцијал за раст. Она што го спомна председателот во делот на животното осигурување, секако новиот производ Unit Linked и банките кои што стана официјален канал за продажба на осигурување имаат големо влијание и можеби неколку години подоцна во однос на западните земји или на земјите од опкружувањето, банките препознаа можноста за дополнителни осигурувања на ризиците на своите клиенти, а секако и приходи од страна на продажбата на осигурувањето. Она што ќе биде предизвик за индустријата во периодот кој што следи е секако неминовниот процес на дигитализација. Во 2018 почнавме само со обнова на полисите од автоодговорност по пат на интернет, но компаниите работат за изнаоѓање нови канали на комуникација, директни канали на комуникација со клиентите и следствено на тоа нели развој на таа дигитализација или дигитална продажба, онлайн продажба, иако е се уште внатрешниот промет во земјата по пат на интернет, сепак гледаме голем потенцијал во тој канал на продажба, со тоа и нашите производи ќе станат и поконкурентни и поприфатливи за крајниот купувач. Она што имаме простор на раст и на што требаме да обрнеме внимание се новопојавените ризици, како што се ризици од професионална одговорност, кои што се и регулирани со закон. Одредени дејности, значи мора да имаат полиса за осигурување од професионална одговорност, ризици од одговорност при консумирање производи, сајбер ризици, она што осигурителната индустрија го препозна, а како помош и на стопанството и на банките кои се јавуваат како финансиери на тоа стопанство е воведувањето на производот на осигурување на побарувања, кој што претходно се, да кажам, продаваше само преку Македонската банка за поддршка на развојот, сега веќе е превземено од страна на осигурителните компании, е продукт кој што е од исклучително значење не само за развојот на осигурувањето, туку за развојот и безбедноста на ликвидноста на самите компании. Во периодот кој што следи, посебно во овој дел на годината, актуелни се осигурувањата на посеви и плодови, односно така нареченото осигурување во земјоделие. Она што веќе наредните денови ќе биде активност на Сдруженијето, заедно со представници на Министерството за земјоделие.
е, да кажеме, една замисла, односно една кампања, една акција за подигање на свесноста за потребата на осигурување на посевети и плодови кај земјоделците, но она што ние како издружение сакаме да го промовираме покрај субвенциите кои што се однесуваат на плаќањето на премија, да имаме да се осврне и поголем акцент на превентивата во земјоделие, односно инсталација на заштитни мрежи, заштитни системи кои би превенирале случување на поголеми штети, а следствено на намалувањето на ризиците, ние секако како осигурителна индустрија ќе треба да ги коригираме и висината на цената за тоа осигурување. Предизвик кој што следи е осогласувањето во оваа 2019 со EU директивите до крајот на годината, како што, да кажеме, сме инволвирани сите страни заедно со Министерството за финансии во подготовка нов закон за осигурување кој што ќе биде во склад со директивата Солвентност 2 и ова директива значајно може да има значајно влијание врз пазарот на осигурување, односно врз компаниите, затоа што преку неа има уште по-директно, односно по-ефикасно управување со ризиците, се зголемува нивото на потребниот капитал, иако сме како компании, како што кажа председателот, доволно капитализирани, но сепак новите пресметки на ризици ќе доведат до тоа да компаниите уште повеќе зацврстат својата позиција, со тоа следствено на тоа и клиентите да бидат посигурни од тоа што го купуваат. Како што кажа председателот, значи се поголем замав зема банково осигурувањето. Сега коригирайте ме ако грешам, мислам дека само 5 банки имаат извадено лиценца за осигурување, за продажба, односно посредување во осигурувањето, но сметаме дека тој број на банки ќе се зголеми во 2019 година. Очекуваме затоа што, како што кажав, го препозна бенефитот на продажба на осигурување директно преку своите шалтери и секако во делот на автоодговорноста и генерално за профитабилноста на индустријата ќе има влијание намалувањето на процентот на неосигурани возила во сообраќајот во Македонија, затоа што се уште тој процент според некои податоци, како што кажа директорот на Националното биро за осигурување, се движи околу 30%, што е се уште енормно висока бројка, за која што компаниите секако плаќаат и висока цена. Тоа би било, да кажам, од моја страна. Нормално сега оставаме на вас за прашање. Агенцијата за супервизија на осигурување води сметка за остварување на правата на осигурениците и секој поединечно барање кој што ќе дојде од осигуреник во форма на представка, ние заедно го решаваме, ги разгледуваме условите и дали услугата која што страна друштвото на осигурување е согласно со законските прописи и согласно со општите и посебните услови на самиот продукт. Можам словно да кажам дека во изминативе години и како сме посебно внимавале во делот на сервисирање на штетите кај земјоделското осигурување и ево да кажам, ако ги анализираме причините за порастот зашто 65% имаме пораст кај земјоделско осигурување, ќе кажам дека сепак довербата е на високо ниво кај страна на земјоделците, а иначе зашто имавме пад, па имаме пораст, имаше еден период од 2 години кога земјоделците се ослонуваат дека ќе добијат помош од државата. Тие добиваат помош, меѓутоа брзината на решавање на оштетните побарувања, кои што да преку сложени комисии, општински, државни и така натаму, и волност на фер исплатата на штети можеби не е доволно брза и ефикасна на оно што го имаат земјоделците како очекување и повторно тие сватија дека најдобар инструмент за нив како да се справат со потенцијалните финансиски загуби од неповолните и климатски услови е сепак да купуваат полиси за земјоделско осигурување. Тоа значи дека нивото на доверба е на задоволително ниво. Предходен период имаше најава дека една од поголемите банки во државата влегува преку купување на осигурителна компанија во осигурителниот бизнес. Каде го купување? Оно што ние го очекуваме, посебно во 2019 година, како резултат на оно што го најави во излагањето и господинот Воиновиќ,
дека ќе се изработува нов закон за осигурување, кој што ќе биде усогласен со Европската директива Солвентност 2, а таа директива наметнува повисоки стандарди за капитални барања, повисоки стандарди за управување со ризици и повисоко ниво на транспарентност во работењето на друштвото за осигурување, неминовно уште сега ги мобилизира стратешките одлуки на одредени субјекти за тоа како на долг рок се прилагодуваат. Тоа значи дека очекуваме одредени процеси на консолидација. И тоа веќе се случува. Имено едно друштво за осигурување веќе е продадено и беше купено од страна на Халк банка и прв е тој случај да имаме банкарска групација да стана собственик на друштво за осигурување. Во текот на јануари месец се случи тоа превземање. Очекуваме и во најава има за уште едно такво превземање, меѓутоа се уште е рано тоа да го обелодедиме. И исто така постои, значи, интерес, паралелен интерес од страна на странски инвеститор и група на домашни инвеститори за влез во осигурителен бизнес. Така да 2019 година ќе биде доста интересна и динамична во поглед на овие процеси на консолидација или евентуално влез на нови субјекти во осигурителниот сектор. Да, имаме. Во 2018 година во однос на осигурување од ризик од поплави, од ризик од земјотрес, исто така имаме пораст. Јас ги имам тука податоците. Ево сега ќе ви само момент. Да кажеме кај ризик поплава имаме вкупен пораст во однос на полисираната, во однос на продадени договори од 11,59%, додека кај земјотресот имаме помал пораст, но е сепак позитивен од 0,5% во број на продадени полиси за осигурување. Значи за ризик поплави и за ризик земјотрес кај физички и кај правни лица. Со тоа што тука не влегуваат осигурувањето на земјоделие, затоа е посебна статистичка евиденција за која што веќе ги кажавме бројките. Банките не се доволно заинтересирани за оние, како да ги наречам, хибридни банкарски продукти, односно на кредити со животно осигурување. А веќе 5 банки веќе имаат побарано согласност и тие почна со работи на банка осигурување, каде што на банкарските кредитни продукти како составен дел од аспект на управување со ризиците на банките ги припојуваат полисите за животно осигурување. Се надеваме дека и другите банки ќе ги препознаат предностите од овој канал на продажба, меѓутоа и од гледна точка на управување со ризиците. Кога зборувам за управување со ризици, зашто мислам? Имено кога некој клиент на банката ќе земе стамбен кредит, долгорочен, ќе земе автомобилски кредит или потрошувачки кредит, еден од најголемите ризици со кои што ќе се соочи банката е ризик од прерана смрт на кредитобарателот. Доколку се случи ризик од прерана смрт, отплатата на кредитот треба да биде натоварна фамилијата или евентуално да се активираат оние гарантни инструменти кои што банката ги има земено. Доколку банката како составен дел на кредитниот продукт им понуди и ризик животно осигурување или кредитно животно осигурување, во тој случај ако се случи ризик од прерана смрт, неисплатениот дел од кредитот ќе биде натовар на друштвото за осигурување. Тоа е еден многу ефикасен инструмент за управување со ризиците не само од аспект на банката, меѓутоа од аспект и на граѓаните, односно на банкарските клиенти. Дали овој новиот закон што видите дека ќе има повисоки стандарди, значи промена на цените на производите за граѓаните? И споменато ли каква корекција на цените кај земјоделското
Што значи таа корекција? Па, јас тоа го спомнав во еден поширок контекст, каде што кажавме дека покрај субвенционирањето на премијата во осигурување, дека би требало да се обрне внимание на намалувањето на ризици од штети преку превентива. Тоа автоматски превентивата би значило помал ризик за компанијата и следствено на тоа и при превземањето на ризици пониска цена на осигурувањето. Конкретно да кажеме, ако некој насад, а имаме веќе такви примери, каде што поголемите, да кажеме, или комбинати или поголемите индивидуални земјоделци постават противградна мрежа, автоматски ризикот за оштетување на плодот од градот се намалува, следствено на тоа и цената за тој ризик ќе се намали. Во таа насока гледаме да заедно со владените институции ги едуцираме земјоделците, односно и во тој дел да им се помогне, затоа што не е само штетата, туку и квалитетот на крајниот производ многу зависи од тој град. Сведоци сме што се случи во Преспа минатата година и сведоци сме на квалитетот на јаболката и откупната цена следствено на тоа. И навистина не би сакале ние како индустрија да ги гледаме тие сцени, така да затоа и го спомнавме како насока во која што можеби треба да се развива осигурувањето во земјоделието. Ако можам да се надоврзам за банките, значи во делот на банката како канал на продажба, кај нас тој процес одеше поспоро, затоа што, да кажеме, банките имаат еден пазар кој што многу добро го владеат, профитабилноста е на високо ниво секако, но полека го препознаа и елиминирањето на ризикот, односно непријатностите при евентуален случај на смрт на кредитобарателот, а секако дека можеби дополнување на регулативата во однос на покритието на тие кредити со полиса за животно осигурување од страна на Централната банка, односно ослободување на некои резервации за тие кредити, уште повеќе ќе го забрзат растот на кредитните осигурувања преку банките. Во однос на законот и влијание на цените? Цените во осигурувањето се засноваат на историско искуство со штети и актуарски предвидување за тоа како штетите би се одвивале или би се случувале во иднина. Така да директниот ефект во однос на позајакнати капитални барања не треба да имаат влијание врз цените, меѓутоа индиректно да, во кој сегмент цената на осигурителните продукти покрај делот на кај што се вкалкулира ризикот од штетни наштани, има еден дел кој што се додава, кој што се вика режиски трошоци. Значи во тој дополнителен ден режиски трошоци индиректно може да има соодветен ефект, бидејќи поголемите капитални барања ќе значи поголем трошок на капиталот. Така да мал би бил ефектот во однос на корекција на цени доколку примениме новите капитални барања од страна на таа директива Солвентност 2. Која е најголемата осигурителна полиса, на колку вредност е склучена минатата година во таков податок и која е најголемата штета исплатена? Можам да кажам само за штета која е минатата година, како апсолутен износ и за која класа на осигурување. Меѓутоа, на жалост, за овој прес го немам податок за неголемата вредност за полиса за животно осигурување. Максималната исплатена штета во 2018 година беше 35.196.000 денари и се однесуваше на имотно осигурување на правно лице. Фирма, да. И беше исплатена од страна на Осигурување Македонија, друштво за осигурување. Тоа е поранешно QB. Да. Иначе, јас ги имам од 2012 до сега кои се максимално најголеми исплатени штети. Да кажем, ова не е една од топ највисока беше 2016 година за хеликоптерот кога се исплатија каско. Сега нормално од интерес е несреќниот случај со автобусот кој што беше. Ќе видиме, очекуваме, мислам. Во секој случај имаме таму лимитирани износи кои што се пропишани во Закон за задолжително осигурување. Штета предизвикана од автобус
максималниот износ по еден осигурителен случај може да изнесува 675.000 евра. Доколку оштетените имаат основ и побаруваат повеќе од овој максимален износ на штета, тогаш тие директно може да таа штета се побарат од причинителот на штетата. Во делот на цените, значи цените не зависат секогаш само од домашните компании за осигурување, затоа што и ние на реосигурителните светски пазари прибираме понуди кои што би биле со адекватни покритија. Така да, оно што го кажа председателот, историски гледано до минатите 2-3 години, да кажеме, имавме земјоделието за пример, имаме поголем износ на штети, следствено на тоа да кажеме, класа на осигурување од страна на реосигурителните куќи се гледа со повисок ризик и нормално се пондерира повисока цена. Така да ние сме, да кажеме, ограничени во делот на така наречениот само придржај, односно колку како осигурителни компании можеме да носиме ризици, а колку треба веќе да биде предадено во реосигурување, така да не е секогаш цената која што ја даваме ние поврзана само со наша одлука, туку со проценка на ризиците од реосигурителните компании.